Поредите го тоа со една кола која што ја гледате. Тоа е кола која што ве вози во Вашингтон, каде што се депонирани потписите за членството во НАТО. Тоа е кола која што обезбеди почнување на преговорите со Европска унија, ве води во Брисел. Шлаканици за корупцијата во Македонија стигнуваат од сите страни, ама колата на Ковачевски возела кон Вашингтон и Брисел. А како вози? Кога товарот кој го вози е огромен, особено во делот на криминал и корупција, се гледа, особено од Македонија, се уште е во чекалницата на Унијата. Додека Ковачевски кажува како неговата кола вози одлично и ја носи Македонија кон европското семејство, оттаму низ нос ни ја вадат корупцијата која цвета во секој сегмент во општеството. Токму за прашањето на корупција зборуваше вице-премиерката и министерка за надворешни работи на Словенија, Тања Фајон, која во интервју за МИА веле дека нивната земја дава огромна поддршка за Македонија да добие зелено светло и да тргне на пат кон Унијата, но посочува дека рашавањето на корупцијата во државите претенденти за Европската унија е еден од клучните услови. Poročilo Evropske komisije za Severno Makedonijo je bilo realno v oceni, da je potrebno nadaljevati prizadevanje v boju proti korupciji na ključnih področjih, kot je tudi boj proti organiziranemu kriminalu, zagotavljanje trdne pravne države, svobode medijev. Skratka, ta napredek je pomemben. Je pa pomembno razumeti, da vse te reforme, na vsa opozorila, ki jih daje Evropska komisija, je treba odgovoriti na način, da ljudje razumejo, da gre to za spremembe, ki poboljšajo njihovo življenje. Da gre to za spremembe, da lahko ljudje preprosto lažje dostopajo do pravosodnega sistema. А последниот извештај на Европската комисија имаше критики на речиси секоја поле, а највеќе за рак храната на Македонија, длабоката и црна корупција. Затоа холандската влада во коментарот испратен до парламентот во Хаг наведува дека извештајот на комисијата за Македонија дава мрачна слика. Наведуваат дека развојот на настаните во судскиот совет, политичкото влијание врз назначувањата во судството и злоупотребата на кратките законски процедури предизвикуваат голема загриженост. И холандскиот амбасадор пред само неколку дена ја изрази својата загриженост на ова поле. И тој вели дека сака да ја види Македонија на иста маса со него во Европската унија, ама мора да се реши корупцијата. Посочи, без решавање на овој проблем нема да имаме напредок во ниедно поле. И ова не е прв пат холандскиот амбасадор да ја критикува Македонија, особено за корупција. Тоа го прави неколку пати поред, дури и стопира голем проект со судскиот совет заради скандалите поврзани со изборот на претседател.